Саботно издание на регионалните вести. Сите затруени вработени од фабриката Леар се пуштени на домашно лекување и се наоѓаат во добра здравствена состојба. Истрагата за причините за труењето на работници, која треба да утврди каде лежи вината за масовното труење, се уште трае. Сите вработени од фабриката Леар, која работи во состав на технолошката индустријска развојна зона Тетово, кои вчера беа примени во Тетовската болница, пуштени се на домашно лекување. Директорот на болницата Флорин Бесими изјави дека клиничката слика кај затруените е добра. Сите имаат добиено соодветен медицински третман и препорачана терапија. Бесими изјави дека се уште трае истрагата за случајот, во која се вклучени Центарот за јавно здравје, здравствениот дом и санитарната инспекција. Од овие здравствени установи ни посочија дека рано е да се кажат причините за труењето на работниците, но случајот, како што рекоа, го води основното јавно обвинителство, кое е надлежно за давање на било какви информации. Од основното јавно обвинителство ни стакнаа дека увидот е завршен, престојат вештачења, пошто обвинителството дополнително ќе излезе со информација. Вчера во раните утрински часови околу 220 лица беа затруени, откако 1 час од пополнок вечерале тестенини со сосем милено месо. До Тетовската клиничка болница пациентите беа префрлени со амбулантни приватни возила, а дел од нив биле однесени на лекување во гостиварската болница. Инаку фабриката Леар со храна се снабдува од познат тетовски ресторан. Истрагата треба да утврди каде лежи вината за масовното труење. Ретките зелени и слободни места во Тетово за одмор и рекреација постојано се уништуваат. Граѓаните и невладините организации се заклучни дека во Тетово нема доволно свест за чување на јавните површини. Реконструираниот Жена парк, еден од ретките слободни зелени површини за одмор и рекреација во Тетово, започна да се уништува. За само неколку недели од неговата обнова, искршени се повеќе детски и спортски реквизити, а ѓубри има насекаде. Иста е состојбата и со останатите места за прошетки и вежбање. Граѓаните велат дека во градот не постои доволно свест за чување на јавните површини, за кои властите треба да водат поголема грижа. Ето одма го скинали ова платното. Фрлаат песок. Не внимаваат, а треба да внимават и то многу. Дека е ова единствен парк у Тетово. Сметате дека народот нема доволно свест за да се зачува нешто? Никаква свест. Нема доволно никаква. Едно паркче сега го направи и тоа го расипаја. И то пред да почне да се функционира. Убаво е. Корпе има све тоа, ама не фрља у корпа, фрља таму. Пуста да. А убаво е направено. Само треба да чувамо ми што идемо тука, да пазимо како наше да е, и наше е. Ми сме секој ден тука. Тоа нема што да кажем друго. Постојано е за деца да игра, ама џабе ти е. Кој нема овде, нема воспитање, не може, не слуша деца, разни го уништува парков. Наместо да има да се игра, деца да игра, они го уништува. Да не сметате дека другите јавни места се уништуваат, тука има погоре едно. Па свегде се уништува. Свегде не се чува. Од Институтот за развој на заедниците велат дека за да се спречи ваквата појава, потребна е поголема едукација на населението, ни казни за сите поединци кои ги уништуваат јавните површини. Предпоставувам дека едукацијата на граѓаните и свеста е една работа, но би требало и надлежните институции и општината и државата да превзетат мерки, превентивни мерки, но и во насока на едукација исто на граѓаните преку разни организирани активности така натаму да се влијае во таа насока. Иначе на вистина имаме и други места, ако одиме во Скопје или во други градови, мој личен впечаток е дека степенот на она што ние тука го запоставуваме или го уништуваме не е толку голем како што го има на други места. И веројатно треба и ние здруженијата во таа насока да вложиме дополнителни напори. А зошто Тетово е слепо црево, не е надвор од Македонија? Тетово јасно е дека не сме навикнати на такви слободни површини што некогаш. Тетово е запоставено прво во голем дел во однос на инвестиции, урбана инфраструктура и така натаму. Зошто е тоа така не знаеме. Ако одиме во било кој град надвор од Тетово, може да видиме дека навистина многу повеќе се вложува во инфраструктура. Тешко и на тоа прашање да се одговори, иако граѓаните, и ние како Здружение на граѓани ги артикулираме тие ставови, го ставаме тоа прашање на дневен ред, но навистина немаме одговор. Едноставно Тетово останува слепо срево и таа ситуација многу тешко се менува.
Од општина Тетово изјавија дека не можат постојано нивните инспектори да бидат на терен и да ги контролираат јавните површини. Во рамки на нивните можности, велат дека ќе започнат со реконструкција и обновување на уништените паркови и други места за одмор и рекреација. Во Гостивар викендов ќе се врши засадување на декоративни дрвца на повеќе локации. Планирано е засадување на над 350 фиданки. Гостивар ќе се раззелени со над 350 нови декоративни дрвца. Засадувањето на фиданките започна денес на потегот од кружниот тек кај Малеарди до раскрсницата кај поранешен Житошар. Екипите на јавното предпријатие за паркинг и зеленило ќе продолжат со оваа активност целиот викенд. Поново садење на 3 вида на дрва и тоа платон, платон и каталки. Се садат некаде на 350 садници и тоа од денешниот и утрешниот ден. И градоначалникот на Гостивар заедно со работниците се фати за лопата. Засади неколку дрвца и порача дека зеленилото мора да се негува и чува. Ние пред 2 години сеевме дрва, али поради климатските услови што ги има нашиот град, тие дрва се суша, а тие дрва не беа грати и решивме заедно со директорот да ги смениме со нови дрва и дрвата игра многу улога и ова година ќе се не повише од 300 дрва. Јавното предпријатие за зеленило деновиве спроведе активности за уредување на јавни површини со декоративни оази, со трева и цвеќиња, покрај кеот на Вардар и на простори пред колективни згради. Отворен ден на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Ученици од завршните години од средните училишта од Македонија денес се информираа за студиските програми кои имаат можност да ги изберат за да го продолжат нивното образование. Ученици од завршните години од средните училишта од Македонија денес беа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за да се информираат за студиските програми кои имаат можност да ги изберат за да го продолжат нивното образование. Универзитетот традиционално преку отворен ден на забавен и креативен начин им ги обезбедува потребните информации на идните студенти од програми за студирање до услови за стипендирање. Имаме за таа намена, исто така има направена една програма која почнува со саемот на јазици, бидејќи нашиот универзитет е посебен поради начинот на создавање во тесна соработка со меѓународните партнери, каде што секој студент, без разлика во која студиска програма студира, тој е експозиран на вештините на англискиот јазик и на другите странски јазици, бидејќи сметаме дека таа вештина е многу потребна во денешното време на работната сила или пазарот на трудот. Значи тоа е една од посебностите, значи таа меѓународната компонента или интернационализацијата на универзитетите, каде што студентите се експозирани исто така на меѓународни професори и исто така мобилност, можна мобилност, значи со универзитетите Европа преку програмата Erasmus+. Потоа следува директно запознавање на студентите со факултетите и студиските програми, со нивните професори. Значи, исто така, тука многу важно даваме акцент на начинот на комуникација во процесот на стекнување на знаења и вештини, преку значи, така наречената дигитализација на нашиот универзитет, која е еден приоритет во овие години, каде се обидуваме да наоѓаме нови педагоги за персонализирање на знаењето преку технологијата на информација и да се осеќаат студентите како да комуницираат со нивните пријатели. И исто така имаме и една културна програма, пошто тука не создаваме само професионалци, туку и индивидуи кои треба да бидат едуцирани со една, така да кажам, европска култура за едно ново општество или општество базирано на знаење и мислам дека веќе ова традиција е како еден инструмент која може да им помогне многу на студентите или на нивните родители да се одлучат каде и како ќе студираат. Штуловиот универзитет во академската 2017-2018 година на 5 факултети ќе прими околу 1000 студенти.
Вчера вечер во Гостивар се одржа финалниот надпревар за презентација на теми на кои учествуваа десетина матуранти од гимназијата кои претходно ги поминаа сите селекции. Активноста има за цел да ја развие креативноста и надпреварувачкиот дух кај учениците. Десетина матуранти од гимназијата во Гостивар учествуваа во финалето од надпреварувачкиот проект креирање и презентација на теми од различни области кој го спроведува училиштето. Тие пред присутната публика со ученици, професори, родители и комисијата која ги оценуваше, ги представија своите ставови и истражувања врзани со темата што ја одбрале за обработка. Проектот креирање и презентација на теми од различни области се имплементира во нашето училиште, значи во Средното општинско училиште гимназијата Гостивар веќе 2 години и носители на овој проект се пред се учениците на 4-тите години. Целта на овој проект е учениците да ги развијат нивните истражувачки способности, креативност, способноста за презентација, а исто така да се зајакне нивниот и надпреварувачки дух. Првото место го освои Онур Садиков, второто му припадна на Кристијан Јовановски, додека третото место на Ајтене Емини. Најдобрите ученици добија признанија и пригодни награди, а пофалници им беа доделени на сите полуфиналисти. Настанот беше искористен и за прогласување на најдобрите професори во гимназијата како работници на годината. Проектот креирање и презентација на теми од различни области се реализира со поддршка на локалната самоуправа на Гостивар. Во телевизиската тема на неделата Радио Слободна Европа на македонски јазик анализира дали Европската Унија соочена со внатрешните проблеми е способна да се соочи со нагласените трендови на Балканот, каде се повеќе се зборува за надворешни непријатели и за редефинирање на границите. Европската Унија со повеќе брзини, но дали и кон Балканот? Европската Унија со повеќе брзини, ама дали и кон Балканот? Ова е насловот на темата на неделата на Слободна Европа, во која зборуваме за проблемите на Европската Унија, проширувањето на Балканот, местото на Македонија и аспирациите на Русија. Европската Унија има своји проблеми и како да подзаборави на Балканот. Сега и во регионот почна да се зборува за надворешни непријатели и за редефинирање на границите. И додека некои тоа го ставаат во графата на празни ставови на локални политичари, други сметаат дека Унијата не треба да си игра со оган. Особено не во време кога Русија гледа да го зголеми влијанието во регионот. Најновата реторика на политичарите на Балканот успеа во едно. Западните влади повторно да бидат алармирани доволно за да почнат да го враќаат вниманието на регионот. Тоа го изјави еврокомесарот Јоханес Хан, кој призна дека владите го притискаат да излезе со конкретни идеи како да го зачува регионот стабилен. Резултатот е план за заеднички балкански пазар, кој би бил поддржан и од локалните лидери и од Европската Унија и кој, според Хан, би создал 80.000 работни места. Но некој, како поранешниот специјален пратеник на Европската Унија и на Обединетите нации за Балканот, шведскиот дипломат Карл Билт, сметаат дека императив на Унијата треба да биде целосна интеграција на Балканот. Според Билт, евролидерите и немаат друг избор, бидејќи се друго би значило проблеми за нив. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск пак деновиве изјави. The European Union remains faithful to the promise of Thessaloniki and fully committed to the stability and prosperity of the region. Но само повторувањето на ветувањето дадено во 2003 година во Солун, дека сите балкански земји ќе станат членки на Унијата, нема да доведе и до зачувување на стабилноста во регионот. При тоа се спомнува одлуката на председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, кој преземајќи ја таа функција реши дека нема да има прием на нови членки на Унијата за време на неговиот мандат кој истекува во 2019 година. I don't think that this was a mistake when I announced back in July 2014 that there will be no enlargement during the mandate of this commission because, as a matter of fact, no candidate country is ready to join. We did not stop the enlargement negotiations. Во декларацијата од самитот во Рим, кој беше посветен на 60 годишнината од Европската Унија, се навестува Европа во повеќе брзини. Ќе работиме заедно, кога ќе биде возможно, со различно темпо и интензитет, кога ќе биде неопходно.
се наведува во декларацијата. Источните членки на Унијата се против тоа, велејќи дека така само ќе им се дадат аргументи на евроскептиците кои јаваат на брановите на британскиот Брекзит. Каде е Македонија во оваа приказна, народот во земјата соочена со долготрајно чекање за влез во Европската Унија, како да го губи ентузијазмот. Сепак и покрај се погласните антизападни чувства поттикнати од некои политички структури, поддршката за Европската Унија во Македонија е се уште висока и стабилна. Македонските евроатлански интеграции неминовно влегува во дневната политика. Една од причините е тоа што Европската Унија е еден од клучните медиатори во процесот за решавање на политичката криза, велат експертите. Поранишниот државен секретар за европски прашања Перо Димшовски вели дека проблем е тоа што заложбите на македонските политичари за евроатланска интеграција се само декларативни. Говорниот дел, онај делон што е вокалниот дел на политичарите и политичките партии, јас овде нема да именувам ни една, бидејќи кај сите е тоа исто. Имаме една мантра за како се за влез во НАТО, било важно влез во Европската Унија и така натаму. И кога ќе се најдат во ситуација да можат да направат исчекор во таа насока, позитивен исчекор, тие тоа не го прават. Значи имаме еден вид двојност овде, можеби злоупотреба на јавниот збор во кампања или за да се дотворат на гласачите, бидејќи знаеме 75%, може би повеќе, и во оваа негативна кампања која се јави во изминатиот период, од граѓаните се за членство на Македонија во евроатланските институции. За Димшовски загрижувачка е тенденцијата на антиевропска политика, особено кога таа доаѓа од политичари кои имаат влијание во сопствената средина. Сметам дека се изгуби одговорноста за кажаниот збор. Многу подгревање на национализам, на антиевропски менталитет, на антизападен менталитет во оваа земја нема добро да му донесе никому, ни самите прво, на тие представници на тие политички опции од кои доаѓаат тие, да речем, нови идеи, али уште помалце на самата држава и на граѓаните пошироко, бидејќи ако нешто се покажа во овие 25 години од како Македонија функционира како самостојна и суверена држава, е тоа што Македонија припаѓа на тие евроатлански институции. Последните истражувања на јавното мислење покажале дека довербата на граѓаните во Европската Унија изнесува од 65 до 70%. Сепак, дел од нив сметаат дека Унијата не е доволно праведна и фер кон Македонија. И тоа беше се ова издание на темата на неделата на Слободна Европа, во кое се осврнавме на проблемите околу проширувањето на Европската Унија на Балканот и во Македонија и влијанието на Русија. Следете на slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. До гледање. Британија ја обвини Шпанија дека Брекзит го користи за да дојде до земја, мислејќи на Гибралтар, и дека сето тоа го прави под закрилата на официјалните насоки за преговорите што ги издаде Европската Унија. Британски представник за весникот Телеграф изјави дека тоа е апсолутно неприфатливо и дека на Шпанија и дава поголема моќ над иднината на Гибралтар. Шефот на Foreign Office Борис Џонсон на Твитер напиша дека е задоволен од разговорот со главниот министер за Гибралтар Фабиан Пикардо, додавајќи дека Велика Британија останува незаменлива и цврста поддршка за Гибралтар. Пикардо предупреди дека Шпанија не може да го користи Гибралтар како монета за подкусурување во преговорите за Брекзит. Проблемот настана околу изјавата на председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој кажа дека по Брекзит ниту еден договор меѓу Европската Унија и Велика Британија што се однесува на Гибралтар нема да може да се спроведе без согласност на Шпанија.
Демонстранти го запалија Конгресот на Парагвај откако Сенатот во тајност изгласа измена на Уставот со која на председателот Хорацио Картес му се дозволува повторно да се кандидира за функцијата. Неколку политичари и новинари се повредени, соопштија медиумите, а министерот за внатрешни работи Тадео Рохас изјави дека има и неколку повредени полицајци. Член на долниот дом на Конгресот, кој учествувал на протестите, бил подложен на хируршки зафат заради повредите кои му биле нанесени со гумени куршуми. Парагвајскиот устав од 1992 година забранува повторно кандидирање, откако во 1989 година беше соборен бруталниот диктаторски режим. Националниот одбранбен совет на Венецуела го повика Врховниот суд, кој пред неколку дена ги презеде овластувањата од парламентот, повторно да ја разгледа оваа одлука, а венецуелскиот претседател Николас Мадуро рано утрово изјави дека е надминат спорот меѓу Врховниот суд и Националното собрание. Мадуро, кој претседаваше со седницата на Националниот одбранбен совет од Врховниот суд, побарал повторно да ја разгледа одлуката. Тој наведе дека го поддржува тоа со цел да се одржи уставна стабилност. Председателот на САД Доналд Трамп потпиша декрети поврзани со трговијата и со цел построго собирање на царина за увозот на стоки, субвенционирани од странски влади, кои се продаваат во САД под цената на чинење. Трамп изјави дека декретот ќе подготви почвата за големата преродба на американските производители. Пред да го потпише декретот, во својот говор во Белата куќа, Трамп зборуваше за местата кои ги посетил за време на предизборната кампања и кои биле опустошени од нечесни трговски политики. Илјадници фабрики беа украдени од нашата земја, рече председателот, и ги нарече луѓето кои ги изгубиле своите работни места безгласни американци, чиј глас денес звучи преку Белата куќа. При моето управување ќе престане грабежот на американскиот просперитет, рече тој. Денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, беше топло и ветровито. Утринските температури се движеа од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни до 14, односно до 24 степени Целзиусови. И утре ќе имаме сончево и многу топло време со температури кои понатаму ќе бидат над просекот за овој период од годината. Минималните ќе се движат од 1 до 8 степени Целзиусови, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 15, односно до 25 степени Целзиусови. Го гледавте најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.